Не стивнуваат реакциите на дел од политичките партии во врска со вчерашната лидерска, откако преку соопштение реагираше и претседателката на ЛДП Моника Зајкова. Во дописот од партијата, вчерашната средба на дел од лидерите ја карактеризира како машки клуб на моќта, бидејќи како што велат не присуствувала ниту една жена лидер на партија, а исходот тврдат бил без резултати. Очекуваниот исход од лидерската средба е 0% економија и 100% политика. Една изборна единица има смисла само со отворени листи. Воспротивно, како и денес, само неколку мажи ќе продолжат да ја дефинираат судбината на Македонија наместо граѓаните. Моќта и финансиите ќе останат кај нив, а за народот трошки. Со отворени листи ќе има поодговорни народни избраници, а со тоа и повеќе пари за граѓаните. Сепак и по вчерашниот исход продолжија преписките, препукувањата околу заклучоците кои произлегоа од лидерската, откако СДСМ одлучија да ја бойкотираат и да не ја дадат легитимитет на оваа средба. И денес од партиското седиште велат остануваат на ставот дека техничката влада за нив останува главен услов и гаранција за спроведување на изборен и фер демократски процес. Пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Вчера во гостување на телевизија 24 пак и од Левица и од ВМРО ДПМН, иако ја окарактеризираа средбата како конструктивна, сепак ги изнесоа своите различни тези и ставови за дел од прашањата за кои на лидерската не е постигнат договор. Овие средби ќе продолжат ќе продолжи да се разговара по сите клучни прашања во државата. Ќе беа договорени и средби билатерални да има помеѓу лидери од опозицијата и власта, нормално да има испеглување на дел од закони, реформски закони кои во моментов чекаат да бидат донесени. Присменели и наши теми околу една изборна единица, околу платеното рекламирање што извисивме за последните избори, потоа обештетување на родителите во Кочани баравме, ги застапувавме барањата на синдикатите, значи кои што се сега 600 евра минимална плата со 100 евра плюс зголемување на останатите плати. Баравме укинување на патните трошоци, ќе треба и владата да покаже добра волја и дека ќе треба овие средби да продолжат. Од албанскиот опозицијски блок пак првиот интегративец Али Ахмети веќе најави и нова посебна тетатет средба со премиерот Христијан Мицковски за почувствителните теми, каде ќе треба поддршка и од Бадентер во законодавниот дом, додека владините коалицијски партнери изнесоа слични ставови со премиерот Мицковски, но делумно различни за одредени прашања, како што се измените во изборниот законник. Во гостување на Аргумент на телевизија 24 аналитичарот Петар Арсовски пак лидерската ја карактеризира само како почеток на нови лидерски средби кои во престојниот период ќе ги има, а на кои политичките лидери имаат многу различни неусогласени прашања кои допрва ќе треба да се пеглаат. Мислам дека ова е лидерска средба која е почеток на лидерски средби. Нема да има нормално никаков резултат, бидејќи тие допрва ја договараат агендата за што ќе разговараат и за кои проекти ќе се усогласуваат. Мислам дека не треба да очекуваме дека ќе има брза разрешница. Мислам дека тоа е една наивна политичка проекција, дека на првата средба тие веднаш од политички непријатели ќе се гушнат и ќе се договорат за сите работи на масата. Дел од темите за кои се дискутираше вчера беа и техничката влада која најверојатно сепак ќе остане како модел за организирање на следните избори, иако премиерот најави измени во законот за влада, но во делот на ресорните министерства, а меѓу темите беа изборот на народен правобранител, измените во изборниот законник и реформските закони за кои ќе треба Бадентер, а кој се уште официјално не беше договорен, за кој најверојатно Ахмети и Мицковски ќе седнат сами на маса.